Се враќаме во студиото и она што го најавивме на почетокот на емисијата, денот на ургентната медицина или на ургентниот центар, светски ден на ургентниот центар. Колегата Мартин Николовски е на терен со доктор Небојша Настов, мултидисциплинарен пристап за брза диагностика. Тоа е основата на постоењето на ургентниот центар. Мартин, добро утро, ако се слушаме, ние те гледаме. Еве го и второто линковско вклучување да видиме како докторите се чувствуваат на овој нивен ден. Добро утро, Бранко. Токму така светскиот ден на ургентната медицина се одбележува секоја година на 27 мај да се подигне свеста за клучната улога на медицинската помош и здравствените работници кои обезбедуваат итна медицинска помош во животно загрозувачки ситуации. А токму нутрово на оваа тема, како што најавивте, разговараме со доктор Небојша Настов, директор на клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје. Доктор Настов, добро утро, добре дојдовте во Македонија наутро. Што ја разликува ургентната медицина од другите специјалности? Ургентната медицина по многу работи се разликува од останатите специјалности, али она основна разлика е дека е најверојатно најподценетата специјалност генерално во медицината. Зашто го кажувам ова? Ова го кажувам од причина што генерално до скоро време во нашата држава, значи во Македонија, не постоеше ни курикулум за специјализација по ургентна медицина. Тоа е едната работа. Втората работа е значењето на ургентните доктори, односно докторите кои што работат во тие така наречени ургентни центри, се компензираше, се надополнуваше со тоа што во тие ургентни центри работеат доктори специјалисти по интерна медицина, доктори специјалисти по хирургија, за општа хирургија или различни други некои гранки од хирургијата. Така да генерално мислам дека една од најподценетите специјалности. Оно што двои од сите останати е дека таа ги инкорпорира во себе ургентните состојби и во интерната медицина, и во педиатријата, и во хирургијата. Значи сите гранки од хирургијата, сите гранки од ургентната. Ургентните доктори треба да имаат основни познавања и од оториноларингологијата, и од офталмологијата, што значи дека треба да имаат огромни познавања од многу области во медицината генерално. Кои се најголемите предизвици со кои се соочуваат лекарите, медицинските лица кога се врши прием и тријажа на пациенти што пристигнуваат во ургентните центри? Попред се предизвик е да се помогне на пациентот, значи да се установи што се случило со пациентот, значи предизвикот е да се постави најбрзо што може диагноза, првична или така наречена работна диагноза, понатаму во најкраток можен рок да се направи тријажа, да се направат основните диагностички постапки и да се предвиди планот за понатамошно лекување. Покрај тоа, предизвик е секако и менаџментот со, што викам јас, со пратњата, односно со фамилиите на пациентите, затоа што знаете, во ситуации каде што се работи, како што се сообраќајки, како што се тепачки или, не дај Боже, огнострелни повреди, секогаш, скоро секогаш во пратња на пациентот доаѓаат и огромен број на фамилија, пријатели, и тука треба да се издржи и треба да се изменаџира тој притисок за да не дојде до некои несакани последици, како што знаете и вие, како што знае јавноста, кој што во последно време ги имаше, за среќа во последниве, не знам, година, две, некако се намалени, така да... Тука е уметноста на ургентниот доктор. Тука, докторе, многу пати често се случува да дојдат пациенти и тие што имаат потреба, но и тие што немаат потреба од ургентна медицинска помош. За жал, да. Знаете, нефункционирањето на 24 часовна матична служба, односно порано тоа што беа така наречени доктори по општа медицина, многу ја отежнува работата на ургентните центри заради тоа што генерално првата тријажа, првиот бран треба секогаш да биде на ниво на матичните доктори, односно на ургентните, на општите доктори. Што подразбира дека доколку тие работат во една или две смени, некаква тријажа може да се прави до 20 часот. После 20 часот и граѓаните не се за обвинување заради тоа што немаат кај да се обратат, па мораат да бараат помош во најблиската болница или најблиската здравствена установа. Но освен пациентите, како лекарите и медицинските лица што работат во ургентните центри ја балансираат работата и нивната ментална состојба?
Тоа е повторно една од причините зашто е посебна специализацијата, односно ургентната медицина, заради тоа што во желбата да се помогне на што е можно поголем број луѓе, во што е можно пократок рок, што е императив на ургентната медицина, генерално секогаш има некаква жртва. Жртвата на крајот секогаш е психата, односно свеста или совеста на самите лекари. Секој на свој начин. Морам да признам дека секој на свој начин се бори со сите тие работи, како и останатите специјалности генерално во медицината, но најверојатно тренингот, значи најверојатно специјализациите, завршувањето на медицинскиот факултет не доведуваат во некој таков мод да речеме, за да можеме да се носиме со такви ситуации. Доктор Настов, за крај на нашиот разговор, каква е состојбата на ургентните центри, не конкретно за вашата клиника, туку општо на ниво на држава? Дали е потребно подобрување на истите? Секогаш е потребно подобрување, како значи во нашата болница, така и во останатите, заради тоа што тоа е флуидна работа, значи тоа се менува. Опремата која што се купила сега веќе пред 2 или 3 или 5 години веќе е застарена, сегогаш постои понова опрема, сегогаш е потребен дополнителен кадар, значи сегогаш е добре дојдени се тие промени, ако ништо друго и заради така наречената континуирана медицинска едукација на кадрите кои што се обучуваат во болниците. Доктор Настов, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во утро во Македонија научи. Благодарам на поканата. По повод Светскиот ден на ургентната медицина, кој се одбележува денеска на 27 мај, разговаравме со доктор Небојша Настов, директор на клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје. Колеги?